Нов клинички центар на местото на постојниот најави екс-министерот за здравство Никола Тодоров на пресконференција во владата во 2017 година. Рече дека би чинел околу 72 милиони евра. Објектот ќе се состои од едно подземно ниво, приземје, 9 ката и современ хелиодром за транспорт на пациенти на 10-тото ниво. Новиот клинички центар ќе овозможи врвен третман на пациентот и негово олеснето движење и удобност во рамки на објектот. Неполна година подоцна, од истото место и на истата тема говореше друг министер за здравство. Венко Филипче најави дека ќе се гради нов клинички центар но во скопската населба Бардовци. Идејата на Тодоров не го решавала сообраќајниот хаос. Делот земјиштето е државно, има таму еден изработен детален урбанистички план. Сигурно дека треба да се преземат чекори, да се расчистат имотно-правните односи. Станува збор за парцела која што има големина од 84 хектари. Само неколку месеци подоцна министерот се премисли. Новата потенцијална локација беше во близина на Скопската обиколница. Станува збор за земјиште кое што е во непосредна близина на Злокуќени и се простира и лево и десно од оваа населба, а е секако под обиколницата. Но цената на чинење на предлогот на Филипче од околу половина милијарда евра беше причина за опозицијската ВМРО ДПМН, сега предводена од Христијан Мицкоски, да не дозволи да се изгласа законот. Има свој предлог. Реконструкција и модернизација на клиничкиот центар Мајка Тереза, изградба на ковид центар и спојување со поранешна воена болница сегашен 8 септември и поранешна румунска болница и формирање на еден ургентен клинички центар и инвестиции во 3 универзитетски клинички болници, како што се болницата во Штип, болницата во Битола и болницата во Тетово. Од неколкуте идеи во последниве години до денес не се реализираше ниту една. Поранешната државна секретарка во здравство и директорка на гинекологија ЧАИР, Радка Кулјан-Зографска, порачува, предлог решение има од пред 18 години. Во 2005 година, тим од домашни експерти на НАТО направиле проект насловен Мастер план војна болница Скопје, со кој требало војната болница да се трансформира во цивилна. Проектот бил поддржан од Норвешкиот комитет за помош. Во тимот била и Радка Кулјан-Зографска, пензиониран гинеколог, поранешна директорка на гинекологија Мајка Тереза ЧАИР, поранешна пратеничка во собранието од СДСМ и државна секретарка во Министерството за здравство. Во групата беа двајца нивни експерти. Јас бев од градска гинекологија, доктор Стојчевски хирург, директорот на воена болница, потоа неколку членови од градска болница, онаа што се наоѓа во центар, и работевме околу година дена. Таа вели дека местоположбата и околината на поранешната воена, а сега Општа градска болница 8 септември, е идеална за да се создаде нов клинички центар. Тоа е меѓу булеварот Илинденска и булеварот Партизански одреди, поредени се воената болница, клиниката на Жан Митрев и поликлиниката. Има тука и други објекти, но воглавном тие бија составиле новиот клинички центар. Зошто овој потек, оваа местоположба сметате дека е добра за нов клинички центар? Заради тоа што се наоѓа во центарот на градот, но не во епицентарот како што е сега, и мислам дека е достапна за сите луѓе и таа локација сите луѓе ја познаваат во Скопје и во целата држава. Зошто овие објекти се толку погодни? Затоа што се веќе градени за болници. Се избегнува пари за експроприација, се избегнува пари за градење, си остануваат на место, само се составуваат заедно. Трансформацијата на овој комплекс во ургентен клинички центар беше предлог на актуелното раководство на ВМРО ДПМН. Не го знам нивниот план, но секако би го уклучила во овој план. Тие можат да се спојат. Нека има повеќе мислење, подобро ќе биде. Таа не се согласува со последниот предлог на актуелната власт, нов клинички центар да се гради кај Скопската обиколница. Прво идејата на владата, што се викаше feasibility студија, помина во
Feasibility стадиум. Јас велам, Филипче помина во feasibility стадиум. Тој имаше несреќа да се случи ковид епидемијата и застана на feasibility стадиум. Не верувам дека на истото место, и не би требало, може да се изгради клинички центар. Тој треба клиничкиот центар да е во центарот на градот, но не во епицентарот. Мислам дека треба да се помести малце понатаму. Но на терен има разноликост во собственоста на парцелите на овој потек на кој Куљан Зографска смета дека треба да биде распослан новиот клинички центар. Прво е воената болница, потоа клиниката на Жан Митрев. Ова земјиште е на бизнисменот Сергеј Самсоненко и семејството Камчеви. Следува поликлиника Букурешт и бензинската пумпа на Мак Петрол. Што со приватните имоти на двајцата бизнисмени и доктор Жан Митрев? Треба прво тоа да се реши, треба тој да дозволи и да сака да биде во склоп на клиничкиот центар и понатаму да си остане менаџер на болницата и понатаму да доваѓаат доктори од странство и да работат во неа, како што е и сега. А имотно-правните односи ќе си ги разрешат институциите што се за тоа надлежни. Јас не можам да ви го кажам тоа. Таа смета дека користењето на објектите во сегашниот клинички центар Мајка Тереза веќе е неиздржливо и за пациентите и за вработените. Во скоро време со мои пријатели, блиски луѓе, им помогнав да влеземе во клиничкиот центар по нивна потреба и ја видов целата сите недостатоци на стариот клинички центар. Прво, се прави сообраќаен прекршок на секој кој што влегува внатре. Значи се вози попречно по улицата. Мора да се прекине. Второ, секоја болница од нив, кои што се одвоени, има само еден влез и излез, што значи дека вака е на влезот на вратата. Во една од хируршките клиники бевме, ходникот на клиниката беше претворен во болнички простор во кој што луѓе примаа инфузија. Кога е правен планот што го презентира Радка Куљан Зографска, неизграденото земјиште во квартот меѓу воената болница и поликлиниката Букурешт беше во државна сопственост, со исклучок на бензинската пумпа. Во јуни 2009 година, тогашниот премиер Никола Груевски соопшти дека воената болница ќе се трансформира во градска општа болница, а градска хируршка болница Светинао Мохридски во ургентен центар за градот Скопје. Веќе следната 2010 година, Жан Митрев ја купи парцелата за болница од државата на јавно наддавање организирано од Министерството за транспорт. Подоцна беа отуѓени и другите парцели. Но засега само Митрев изгради објект. И уште да ве прашам, ако некој би го побара овој мастер план сега, поради некоја причина, можеби некој ќе реши да го реализира, Да, ќе го дадете? зависи кој ќе го побара. Значи ќе го дадам ако имам доверба. Ако не постои друг примерок, а се обидовме да го добиеме, тогаш овој мастер план ќе биде чуван.